лавина на реакции по усвоените измени на кривичниот законник и за тоа кој кого сака да амнестира од одговорност. Дали е ставено под знак прашање владењето на правото, зошто е нарушена довербата во правосудниот систем. Веројатно, минато неделното гостување на председател Пендаровски во Трилинг и обелоденувањето на информацијата дека имал неформални разговори и понуди за амнестирање на екс-премиерот Груевски, создаде бура од реакции. Кој кого сака да спаси од одговорност. Во ово издание на Трилинг гостин во емисијата е Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд. Господја Коцо, на почеток, како вас би изгледа оваа преписка на рација помеѓу актуелниот лидер на ВМРО Мицковски и екс-премиерот Груевски и меѓусебните обвинувања на релација власт-опозиција? Кој кого сака да заштити од криминал или да амнестира од одговорност? Јас не сум нити политичар, нити политички аналитичар и состојбите можам да ги разгледувам и евентуално да оценувам какво е влијанието на сите овие состојби врз правосудниот систем во нашата држава. Веќе имам кажано дека во изминатиот период, веќе подолго време, правосудниот систем е ставен на тапет, што е многу страшно по однос на она што значи судска власт во нашата држава. Препукувањето меѓу партиските лидери, дали е тоа ВМРО, дали е СДСМ или ДУИ или некоја друга политичка партија, е помалку важно за судството. Судството треба да биде ослободено од она што значи атак на него, односно да нема присилба во смисла на донесување на неприфатливи законски решенија, да не се удира по она што значи нивна самостојност. Судиите мора да бидат самостојни и да можат во својата функција да го дадат максимумот. Кога говорите околу законските решенија, дали овие последни случаи околу промената на, односно измената на кривичниот законник, водат во насока на повторно или продлабочување на уривањето на правниот систем и неказнивоста? Јас како долгогодишен судија, кој што ги поминал сите судски инстанци, тргнувајќи од основниот суд, па до Врховниот суд, можам да кажам дека овие измени, последните, што се спроведоа на кривичниот законник, неприфатливо е образложението на извршната власт која го даде за потребата од овие промени. Имено беше кажано дека овие промени се потребни поради усогласување на македонската регулатива со европските стандарди, односно стандардите на Европската Унија, и дека на тој начин многу ќе дојдело до побрзо решавање на сите предмети во откривичната материја. Јас не мислам така. Напротив, кога се работи за измена на некој закон, прво и основно е тоа што треба да се направи, е да се направи една анализа дали овие кривични дела кои се споменуваат, злоупотреба на општествена положба, злоупотреба во постапката на јавните набавки, дали потребата од нив не е на она ниво како што била, односно дали кривичните дела веќе ги нема, опаднал нивниот пораст или на некој начин дошло до некое разрешување, нешто друго. Во секоја смисла мора да се оцени општественото значење на овие кривични дела, а со тоа и општествената опасност од истите. Јас немам впечаток дека овие кривични дела се помалку по број отколку што биле порано. Напротив, мислам дека бројот на вакви кривични дела, злоупотреба на службената положба се зголемени. И не знам зошто законодавецот се одлучи да донесе измена на кривичниот законник во овој момент, кога постојано се зборува за некаква злоупотреба, корупција во јавните набавки и слични кривични дела. Господи Коцо, и Врховниот суд, каде и вие припаѓавте, бевте дел од Врховниот суд,
веднашка реагираше откако председател Пендаровски го стави подписот на указот околу измената на кривичниот законник со прво со образложение дека го немаат добиено во целост, второ дека експресно е донесен и сега се поставува прашањето зошто мораше толку ургентно да се извршат овие измени. Прашањето што ми го поставувате остава доста сомненија во однос на брзината со која се донесоа овие измени и Врховниот суд со право реагираше, и не само Врховниот суд, целокупната јавност со исклучок на мал број беа за тоа дека овие измени се избрзани и најверојатно зад нив стои некаква друга потреба на законодавната или извршната власт за спроведување на некои своји цели. Дали тука можеби препознавате своевиден политички дел, имајќи во предвид дека овие измени доаѓаат или коинцидираат во време кога се очекува или се прават обиди да се усвојат уставните измени, а се во насока на обезбедување на потребното мнозинство во парламентот. Па сите согледувања на одредени експерти или од граѓанскиот сектор укажуваат во таа насока. Јас не можам да кажам дали е тоа така или не е така, бидејќи не можам да извршам анализа на сите состојби. Меѓутоа, како и да е, ова што се случи не беше потребно во овој момент, кога сакаме да покажеме дека во нашата држава владее правото и дека представува Македонија правна држава. Ако не успееме тоа да го докажеме, бадијала ќе бидат сите измени и на устав и на било што. Од нас се очекува, бидејќи сме во овој период на скрининг, како што се кажува јавно, значи се очекува да покажеме резултати во таа смисла, да покажеме дека во оваа држава владее правото и казнивоста, дека нема селективност во правдата. И како тоа ќе успееме да го докажеме ако се избрзува со вакви измени кои што за мене се непотребни. Уште повеќе, не се потребни заради тоа што во подготовка е закон за измена на кривичниот законник, односно целокупна промена на тој законник. Со измените на кривичниот законник се отвара пат за побрзо затворање на дел од предметите кои произлегува од прислушуваните разговори, ако ги водеше сега веќе згаснатото СЈО. Па точно е тоа. Ќе се затворат голем број на предмети, веќе се слуша во јавноста преку медиумите дека одредени постапки кривични веќе обвинителите ги одлагаат со цел да оценат како треба да постапат, односно дали да повлечат обвиненија, бидејќи веќе настапила застареност за некои кривични дела. Сето тоа зборува за една неказнивост. Зошто беше целата таа работа? Зошто беше целиот тој труд да се подигнат постапки кои што беа на некој начин започнати од СЈО да се довршат? Меѓутоа на овој начин не само што нема да се довршат, туку ќе настапи нешто што не го очекувавме, бидејќи секогаш оној што сторил некое кривично дело, тој мора да одговара за тоа. Дали неказнивоста ќе ја ставиме на прво место, а постојано зборуваме дека имаме висок степен на корупција, дека е потребно казнивост, секој да одговара за стореното дело, не мора да бидат драконски казните, меѓутоа мора да има казнивост. Ако законодавецот оценил дека за одредено кривично дело треба да има повисока казна, која е целта тогаш да се намали казната? Оправдувањето за намалување на казните јас не го гледам. Едно од образложенијата поради подпишувањето на ова и носењето на ова законско решение е дека ќе се активира и ќе се стави акцент повеќе на делот околу конфискацијата на имот. Да, секако го слушнав и тоа. Меѓутоа, конфискацијата и порано постоеше за одредени кривични дела и сега извршната власт се правда со тоа дека била проширена конфискацијата. Меѓутоа, во досегашниот изминат период постоеше конфискација. Прашањето е колку таа исправно се спроведуваше од судската власт е друго прашање. Но дали во овој случај ќе имаме услови за таква една конфискација,
кои што ќе се разликуваат од поранешните услови. Не мислам дека е така. Оној што сгрешил, односно што се трудел со кривично действие да се стекне со некој недозволен имот, богатство, можеше и порано да му биде одземено. И сега ќе може да биде одземено. Сега велат проширувањето е на неговите блиски, роднини и така натаму. Па и порано можеше, ако се најде кај се наоѓа имотот, можеше да биде конфискуван. Не е причината, конфискацијата, проширената, како што они велат, проширената конфискација, не е причина за донесување на вакви измени. За овие измени, затоа јавноста реагира и се сомнева дека за тоа постои нешто друго. Што е тоа? Ќе видиме. Господин Коцо, и Вашингтон и Брисел реагира, речиси, со идентичен тон, дека ова не е во насока на градење или создавање на правна сигурност во државата. Дали со ова се девастира целиот правен систем? Апсолутно се девастира. Ова представува на некој начин упад во правосудниот систем. И она што Вашингтон и Брисел реагираат, тоа е една работа, меѓутоа вие се сеќавате дека пред многу кусо време сите амбасадори на странски држави што се наоѓаат во нашата земја реагираа на сите овие случувања. Оценија дека во судскиот систем не се работите онака какви што треба да бидат. Поради тоа сметам дека не треба да се брза со она што представува право, односно правна држава и владење на правото. Нели сакаме да одиме во Европска унија. Ако не го осигураме системот на тој начин, тешко ќе можеме да поминеме. Имаше случаи во кои обвинителството успеваше да се спогоди со обвинетите. Успеваше да се спогоди и како што беше случај. Но дали тоа е добро решение? Ако не умееме да донесеме сега, видите, измените кои што беа направени во кривичната материја, односно по однос на спогодувањето со обвинителството уште, тоа е присутно и во другите земји и на тој начин нашето обвинителство пристапи кон такви спогодби со цел за разрешување на некои кривични состојби од аспект дека подобро е да ги земете материјалните средства и ги вратите во државниот буџет, наспроти да го држите во затвор или да водите долги постапки. Има некое оправдување во тоа, меѓутоа прашањето е дали до крај се спроведуваат ваквите конфискации, односно враќање на имотот во државата, уште повеќе што последните случувања укажуваат, односно некои анализи во однос на тие конфискации направени, кажуваат дека не баш целиот имот, односно не голем дел од имотот е конфискуван. Што значи тоа? Најчесто и имотот се прераспоредува на делот поблиските и подалечните од Ама не е битно тоа. Тој што е сторител на такво кривично дело, тој секогаш ќе се труди да го распореди имотот, да не биде на негово име. Па имаме во изминатиот период полно укажувања дека одреден имот, да не ги споменувам сите тие сторители по име, дека одреден имот бил пренесуван на други лица, на фамилијата, на мајки, на синови и така натаму. Што значи тоа? Секој пат, значи, сторителот ќе бара начин како да го скрие имотот. Прашањето е како власта ќе успее да го дојде до тој имот. Тука е проблемот. Значи, ефикасно делување на сите оние кои што се надлежни за спроведување на конфискацијата. Следите тренинг, гостинка во емисијата Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд. Господа Коцо, работата на судскиот совет е постојано под диоптрија на јавноста. Европска мисија ќе оценува работата на судскиот совет кој разрешува и именува суди по низата скандали при функционирањето на ова тело. Што е решението според вас во однос на начинот како да функционира ова тело? Во изминатиот период судскиот совет не покажа доволно кредибилитет и дигнитет
во својата работа. Многу беше страшно она што се случуваше во поглед на избор, односно смена на председатели, избор на членови и така натаму. Знаете дека на кој начин беше разрешена едната председателка, односно си даде оставка без образложение, што за мене е неприфатливо. Потоа другата ја смени нејзиниот заменик, исто така промптно, од кои причини тој знае, меѓутоа сето тоа јавноста што го гледа може да се посомнева дека тоа влијание од друга страна, односно политичко влијание, да се смени некој член на судскиот совет или односно председателот во дадениот случај. За мене е неприфатливо такво сменување, бидејќи се граничи со беззаконие. Јас реков веќе во едно моје интервју дека се работи за аномичен настан, значи незаконски, беззаконски настан. Нема такво нешто заменикот председател да го земе председавањето со седницата во нејзино присуство и наеднаш да пристапи кон гласање, односно барање на членовите да гласаат за нејзино сменување. Што значи тоа? Дали се наоѓаме на дивиот запад, кај што можело такво нешто да се случи? Па нели сме правна држава, нели сме во Европа, мораме да се движиме според европските стандарди. Мораме да внимаваме на тие работи, особено судската власт, а судскиот совет е самостоен и независен судски орган кој се грижи за самостојноста и независноста на судската власт. Како ќе ја обезбеди независноста на судската власт на овој начин кога самиот тој покажува дека е зависен од некого? Што значи сето тоа? За мене тоа е неприфатливо. Каде го гледате решението? Па решението се наметнуваше некако само по себе. Кога настанаа сите овие случувања во судскиот совет, имаше повик од граѓанскиот сектор и од некои други субјекти дека треба да се разреши тој судски совет целосно, да си дадат оставка. Но што се случи? Дадоа оставка само 20 судии, се повлекоа и навистина е тоа за поздравување. Меѓутоа, останатите наедноставно држеа тајни состаноци на кои што успеа некако да дојдат до некоја консолидација, но и таа консолидација јас оценувам дека беше под влијание на некои личности од судската фела. Недозволено е такво нешто. Тие во некои настапи одредени личности од судската власт искажаа мислење дека им сугерирале да се консолидираат, односно да најдат решение во самиот судски совет. И тие тоа го направија. Не реагираше законодавниот дом, кој што можеше да побара интерпелација, односно разрешување на членовите избрани од законодавниот дом. Можеше истото да го направи и судската власт со покренување на постапка од 20 или 30 судии кои што ќе ги повикаа на одговорност членовите кои што тие ги избрале во тој судски совет. Но и тоа не се случи. Овие членовите на судскиот совет се обидоа на некој начин да се консолидираат, иако сето тоа беше многу замаглена ситуација, но како и да е, започнаа понатаму со работа, трпеа доста критики од јавноста и од граѓанскиот сектор и од меѓународните институции и од амбасадорите кои што од холандскиот амбасадор, мислам дека беше, дури го повлече проектот кој што го имале започнато со нив. Што значи сето тоа? Навистина, јас, како поранешен судија, не можам да прифатам некои работи и постојано се бунтувам во однос на овие неправди и се надевам некако, постојано се надевам дека ќе се изменат работите, дека ќе дојдат на свое место, односно на правото место. Но кога ќе биде тоа? Многу време помина. Госпожа Коцо, ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам на поканата. Следете разговор со Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд на Македонија. Следете, не продолжуваме со останатите содржини за ова издание на Тренинг.